Почитувани, СДММ, постапките на нивните ментори, тонејќи во безиденост и немање политики за младите, се занимаваат со некрофилство. Немањето на идеи, предлози, аргументирани критики, туку само ад-хок напади врз власта, ги доведува на она место кое што се денес, а тоа е во длабока опозиција. Иако, според законот, членот 31 предвидува за забрана во употреба во затворени простории, да е уште потрагично пратениците или оние кои им ги пишуваат пресовите не ги читаат законите до крај. Баклите спаѓаат во групата на пиротехнички средства од третата категорија, кои што се во слободна продржба и без уврска од продавачот да го извести надлежниот орган. Односно, одсекот за оружје се продаваат на физички лица кои што не треба да имаат дозвола за ракување и доаѓаат со упатство за употреба. При тоа, мора да потенцираме дека ги испочитувавме сите параметри и предвидени законски норми за одржувањето на настанот. При одржувањето на настанот ги известивме Министерството за внатрешни работи, противпожарната бригада и итната медицинска помош, сите кои беа присутни за време на одржувањето на настанот. СДММ, наместо некрофилство и безидејност, треба да одговори зошто вака не беа гласни за модуларната болница, за онкологија, за Дурматурс, за Беса Транс. Зошто не беа гласни кога нивните председатели на партијата ветуваа многу проекти за млади, но ништо не остварија? Зошто не беа гласни кога се ветуваа студентски домови, нови факултети, нови вработувања за младите, нови стипендии? Туку се тоа беше укинато. Зошто не прашаа каде се Google, Facebook и ветената стаза за Формула 1? Зошто не го прашаа Заев? Од каде му се парите за инвестиции во висококатници во Дубај и акциите во индиска авиокомпанија? Зошто не го прашаа Филипче? Од каде му е златната виза за во Дубај? Од во времето на власт на СДС видовме одбивност од нивната страна за граѓаните. Од друга страна, сега имаме конкретни мерки за младите. Реконструкција на студентски домови, нови факултети и реконструкција на постоечките, нови училишта и реконструкција на голем дел на постоечките училишта и капацитети за учениците, подршка на младите земјоделци, подршка на стартап бизнисите, подршка за младите при купувањето на свој нов дом, и исто така нов оперативен план за вработување на младите. Се ова проекти кои што СДС не успеа да ги оствари за време на нивното владење. СДС и СДММ да не се срамат во јавноста, пред да кажат нешто, два пати да размислат. Ви благодарам.